Време е за дружење со нашите драги пензионери. Добро утро прво да му посакаме на Тоде Ристо Блажевски. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро ви најдов и добро утро. Да ви кажам, господине Блажевски, оде вака во синопсисот ми пишува дека сте, покрај тоа што сте пензионер, дека сте сликар, карикатурист, аниматор. Тоа значи дека не одмарате, постојано сте активни? Па според најавата и според овој список на активности излегува дека не одмарам, ама останува помалку време. Така е и насловот на вашиот разговор, активни пензионерски денови, кого што ќе го води Ирена. Ирена, добро утро, тебе не ти кажав, извини. Да, кога ќе бидеш пензионерка, тебе ќе те поздравувам, така. Ајде, повелете со разговорот. Благодарам. Искра, добро утро, почитувани. Еве нека е среќен денешниот ден, голем четврток, велики четврток како што е познато. Ке зборуваме малку подоцна вториот разговор за оваа тема, за значењето на празниците, а денеска сме во рубриката Трето доба, како што видовте и од најавната шпица, а наши ваш гостин господинот Тоде Ристо Блажевски, пензионер, сликар, карикатурист, аниматор, она што го кажа Искра, навистина е така, човекот неуморно работи, можам слободно да кажам 24/7. Кога се договаравме за разговорот, ми кажавте, јас Ирена навистина и немам слободно време. Исполнет ми е цел ден, 6 до 8 часа активно творите, правите карикатури, сликате, исто така хуморески, афоризми, што се уште не. Имаме 15 на минути да кажеме за вашата дејност, бидејќи денеска е велики четврток, празник кој што се вапцуваат јајцата. Сакам, бидејќи сте стар скопјанец, роден во Скопје, дали вие кај вас веќе го направивте овој адет, односно не вие, вашата сопруга, да ја поздравиме во овој момент, нели претпоставувам дека не гледа. Станата е рано наутро и како и сите домаќинки, вапца еве вака црвено јајце, една од нив сум и јас рано наутро, уште во 4:30 пред зорите, еве ова прво здравец, така за здравје, црвено-бело, весело како се прави со ова пред изгресојница дома на домашните. Дали вие ги почитувате тие адети кај вас? Да, ги почитуваме секако, особено овие последни 40 на години, уште пред да си замине социјализмот. Сопругата веќе ги вапца трите први јајца за овогодишниот Великден, иако беше дожливо, меѓутоа според часовникот го направивме тоа пред изгресонце. Така што како што му доликува на еден голем христијански празник, кој што ќе си го дочекаме сите, да сме здрави и живи во недела. Ајде да се вратиме на она што е наша тема денеска, активен пензионер. Со доаѓањето, заминувањето во пензија, вие ми кажавте, јас едва и чекав да заминам во пензија, да си го работам она што конечно го сакам. Цртате карикатура од вашите средношколски денови, од далечната 66-та година. Веќе 12 години сте во пензија, третото доба е едно ново поглавје во вашиот живот. Како започнува вашата приказка? Далечната 66-та година е првата карикатура создадена? Па јас го сакам сликањето, цртањето, ликовната уметност одамна. И уште, како што рековте, во средношколските денови започнав со цртање. Секако на тоа влијаеше весникот Студентски збор, кој што имаше цела страница со карикатури. И тоа привлекуваш. Иако бев уште во средното училиште, се заинтересирав, бев потикнат така и од соучениците и така се случи првата карикатура уште во јануари 1966 година да ја објавам. Објавував подолго време таму и меѓутоа уште веднаш да кажам дека критериумите беа многу строги, така што мораше човек да се ангажира многу за да црта. Сега која е еве одат веќе вашите карикатури од далечната 66-та до сега безброј карикатури? Која е пораката која што ја испраќате на публиката преку вашите карикатури? Вака, се надевам нема да заборавам што ме прашавте, само да кажам уште веднаш дека имаме два вида карикатури, новинарска или дневно-политичка и уметничка.
ова што оди на екранот, одат овие уметничките карикатури кои што се универзални во просторот и времето. Значи не се ограничени локално, иако се потикнати, да речеме, или стимулирани од домашни теми, наши теми. Меѓутоа мора да имаат универзалност. И тие се вака вистински долготрајни уметнички ликовни дела, карикатури со трајна уметничка вредност. За пораката, еве да не заборавам, бидејќи и јас, ама веројатно и повеќето карикатуристи се концентрираме на малиот човек, на оној што е незаштитен, пораката е таа. Значи, во потрагата по својата среќа, човекот наидува на секакви проблеми, на секакви тешкоти, особено од општеството, од институциите. И ние сме најмногу тука концентрирани. Значи, имаме морални норми кои што се непишани, а имаме и позитивни прописи, нели, закони, секакви други прописи, и институциите тука грешат и тука го обезвреднуваат малиот човек. И ние ја испраќаме таа порака. Барем да се држат и до моралните норми и до позитивните. Да не му ја одземаат среќата на малиот човек. И тоа да се внимава да не зема широки размери. Гледате колку глад има насекаде околу нас. Тоа е основно човечко право, а системски му се одзема на човекот. И другите задоволства. Има и други задоволства, да речеме, основните екзистенцијални прашања му ги одземаат. И физички лица, моćници, брзо збогатени, карикатурата е еден вид критика, така? Ако може да се вака се, тука треба тоа да се нагласи дека во форма на духовитост, тоа ликовно дело наречено карикатура, упатува критика. Нема смеење без критика и обичното смеење кај луѓето е известна критика. Секогаш е критика. И карикатура, основната карактеристика на карикатурата е критиката. Само изразена, како што реков, преку духовита форма, преку смеа. Да. Од карикатурата одиме кај анимираните филмови. Покрај тоа што цртате многу карикатури имате од 66-та до сега, не им се знае сигурно бројката. Ајде сега да позборуваме малку за анимираните филмови. Како настанува еден анимиран филм? И имате веќе 8, така? 8 до сега 8, анимирани филмови, околу 5 до 6 минути траа, така? Едни од 7 минути, другите по 4-4,5. Значи куси се, не сте така? Да, и тие се експлицитни во пораката. И ова треба да се каже, како се станува аниматор. Прво се станува карикатурист. И карикатурата представува вежбање. Вежбање на раката, на изразните средства, на решенијата, на приказната, нели, и така. И потоа веќе, како што е, нели, познато, сон на секој карикатурист да анимира, и доаѓа анимацијата. Тоа е, да ви кажем, многу потешко, бидејќи, како да речем, за 10 минути анимација се потребни 250 цртежи, а тоа му доаѓа како 250 карикатури. И така. Меѓутоа и тоа е тоа слично како со карикатурата, само што е многу посложено и временски што трае многу. Бидејќи јас горе-долу сам ги правам, од 20 сега почнав малку со работка со други. За еден цртан филм од 4 минути, 4-10-15 секунди ми требаат 5 години. 5 години по 3 часа работење секој ден. И така. И тоа се прави рачно, што се велиме компјутерски, меѓутоа компјутерот не работи само, туку и таму работи раката и умот. И сега тоа исто сте критички, така, и вашите анимирани. Ќе зборуваме можеби друг пат некојаш пошироко, немаме време сега, ама интересно е тоа што веќе има анимација и добро е што се проучува. Почна да се проучува по факултетите кај нас. Порано немаше ништо и ние бевме само уци или со само евалуација се обучувавме да бидеме аниматори. И таму има порака и таа мора да биде експлицитна, јасна, кога ќе го види човекот филмот, гледачот и веднаш да разбере за што се работи. Не може дилеми да има да размислува што било, како било.
Од анимираниот филм се префрламе на ваша следна активност, на која што работите и во моментов. Ми кажавте дека слика голема колку врата, значи вие сликате наива, така? Да, наивизам. Наивизам, ете така. И како сега и тоа, многу ме интересира бидејќи сте правник по професија. Да, дипломиран. Дипломиран правник, така е. Имате навистина се занимавате со уметност. Карикатура, анимирани филмови, сликарство, хуморески афоризми. Има ли тука некоја спојка, некоја спона, некоја нишка која што е спојлива со правото и оваа ваша уметност? Има, нели, она настојувањето или борбата за правда. За правда. А правда што е? Правда е збир на норми. И реков, значи, еве, како правник, збир на норми, позитивни прописи, закони, одлуки, устав и така натаму, и норми морални. Морални норми, кои што исто така се кодекс на однесување. Тоа е однесување или на физичко лице, поведение што велиме, или на институции. И сега, ако настанало изместување, тогаш настапуваме со критика, со карикатура, анимација и со дури и со сликарство. Меѓутоа, сега малку мора да се направи дистанца. Наивизмот не е насочен толку на критиката, колку на негување на чувството на носталгија, на исчезнување на носталгијата. Вие кажавте дека сликате за детството ваше. Е, така, значи, она старо Скопје, предпоставувам, така? Значи, да го објасниме. Детството и минува, доаѓа, нели, други години овона, меѓутоа секогаш мислиме на детството и сме поврзани, нели, и затоа и се појавил тој уметнички правец во ликовната уметност, иако не е секаде добро разбран. Еве и кај нас. Кај нас дури не може ни да заживее, затоа што секој мисли дека сликите направени во тој стил не се вредни, духовни. И така, гледајќи го тоа отсуство на слики кај нас, и јас го фатив тоа и малку да го работам, и мислам дека и добро напреднав, затоа што фатив добра соработка, започнав добра соработка со Музејот на наивна уметност од Србија, и таму имам слики, како што имам и овде слики во уметничката галерија, Националната галерија на Македонија, во Музеј на современа уметност и така, да не должам. Доде уште една ваша пасија, тоа е оваа ваша книга, јас не сум виновен за ништо. Ова е афоризми, хуморески. Да. Ме замоливте да прочитаме една еве накусо во интерес на времето, бидејќи сте вие стар роден скопјанец од центарот на Скопје, од Водно. Скопјанец во два потега, сосема накус еве да ја прочитаме и ова хумореска, така? Да, хумореска. И запамети, сине, секогаш да го прчиш носот што понагоре. А за да не се сопнеш на нешто или да не цапнеш во некој вир или пак не дај Боже, за да не нагазиш на некој куп свежи тутуфанци од скопските кучиња, наречени домашни миленици. Дискретно ќе ја поднаведнеш главата за да си го провериш патот. И потоа пак ќе го перчиш носот. И немој случајно да си кажал дека работиш во фабрика, туку така надуено ќе кажуваш дека си вработен во владата или евентуално во собрание. Ајде, мајка, сега влегуве во возов и срекно да ти е населувањето во Скопје. И да не заборавам, внимавај, така напернат со носот како слегуваш по скалите на главната железничка станица во Скопје. Да не слезеш на улицата со тркалање како лубеница по удолница. Му дообјасни мајката на момчето, силно го гушна и залипа. И зошто треба да го правам сето тоа? Праша момчето целото збунето. Па ти кажавме досега 3 пати, бе, синко, му подвикна таткото. Научи го ова брзо, за да не те понижуваат и навредуваат уште од самиот почеток, бе, синко, зашто побрзо и полесно да станеш скопјанец со големи букви. Како нив вистински и тоа за 2-3 дена.
Ете, ова е тоа што господинот Тоде Благодарам. Ристо Блажевски пишува во своите хуморески и афоризми. Ова е таа позитивна критика, така? Ако може да се каже така. Ама не, секако. Значи, јас имам друга книга со 10 есеи, што расправаат, што третираат теоретски прашања на карикатурата, малку и на стрипот и на анимацијата. Значи, критиката мора да е добронамерна. Критиката што ја имаме во сатирата, во карикатурата, во хуморот. Мора да е добронамерна, не злонамерна. Иако, да речеме, понекогаш се применуваат негативни принципи, како што е цинизмот, иронијата, сарказмот, меѓутоа тоа треба да оди до одредени граници, за да не стане, вака слободно кажано, блуткаво, за да не стане одвратно и за да не ги одбива луѓето од сатирата, од карикатурата, од анимираниот филм. Да. Значи, Јас мислам дека толку ни е веќе времето, за жал. Знам дека има уште многу што да се разговара со вас. Да. Ви благодарам што одвоивте време да бидете овде кај нас во оваа рубрика Наша трето доба. Ке има простор и прилика повторно засебно да зборуваме и за карикатурата, и за анимираниот филм, и за хумореските и афоризмите, за наивата, за се помалку. Ова беше само како еден мотив до сите пензионери кои што не гледаат дека не е се завршено кога ќе се оди во пензија, туку напротив почнува, јас секогаш велам, ново доба, трето доба, ново поглавје во животот. Секако. Јас ви благодарам многу за поканата и ви честитам малку на одважноста на вашава телевизија, бидејќи за карикатурата малку се зборува во медиумите, малку е така понеценета и воопшто во општеството, и еве добро рековте, и друг пат ќе зборуваме и уште за постарите луѓе да си работат работата што ја сакаат и да не мислат на времето, да не размислуваат дали имаат време да се доврши или не. А ако е потребно, Господ ќе им помогне, ќе си ја завршат работата и така, да бидат пооптимисти и да живеат како да се млади, а не како да се стари. Така е. Благодарам. Ви благодарам. И јас Ви ви благодарам за овие благодарам. пораки, срекни празници. Благодарам и вам. се гледаме во некоја наредна прилика, повторно да ни дојдете во трето доба, Благодарам. ако ви беше пријатно овде во наше како друштво. не, ми беше драго.